Почитувани колеги, малко е неприятно чувството да се дискутира за вака битен основен документ по кој што ќе работи владата на Република Македонија, тоа е буџетот. И министерката за финансии не е овде, ако ништо друго, ако беше овде, барем ќе се адаптираше малце на амбиентот во собранието, меѓутоа, еве, нејзиното отсуство зборува за нејзината одговорност кон работата што треба да ја работи. Јас и покрај таквиот амбиент ќе продолжам да дискутирам по однос на измената и дополнувањето на буџетот на Република Македонија за 2019 година или за ребалансот на буџетот. Денеска е трет ден од општата собраниската расправа по однос на измената и дополнувањето на буџетот за 2019 година и можам да констатирам дека имаше доста квалитетни дискусии со различни видувања од потребата за измена и дополнување на буџетот, причините од тоа кои се причините заради што владата се има одлучено да пристапи кон измена и дополнување на буџетот и многу од дискутантите, поготово моите колеги економисти, доста прецизно ги лоцира причините зошто владата пристапува кон измена и дополнување на буџетот. Еве јас во мојата дискусија ќе се обидам малку на поедноставен начин да пренесам кон граѓаните зошто се прави измена и дополнување на буџетот и кои треба да бидат нивните очекувања од буџетот за 2019 година, односно до крајот на годината. Почитувана јавност, повеќе од јасно е дека ребалансот на буџетот се прави затоа што владата има промашување во креирањето на економската политика во државата, односно има некорелација во однос на предвиденото и на оствареното, дека одредени економски мерки не ги го даваат очекуваниот резултат и институциите во државата не работат ефикасно. И уште нешто што сакам да кажам во однос на вака поставениот сега со ребалансот буџет е тоа дека овој буџет гледано на среден рок е неодржлив, овој буџет нема развојна компонента и дека овој буџет всушност е потценувачки за граѓаните во Република Македонија. Ке почнам од приходната страна на буџетот и каква е реализацијата на вкупните приходи во буџетот или колку пари оваа влада има собрано пари во буџетот за реализација на проектите кои што ги има ветено и за основната функција она што е на буџетот, плата, пензии, социјални трансфери и така натаму. И веднаш при читање на буџетот во приходната страна се забележува дека владата во прибирањето на средствата во буџетот има потфрлено, и тоа има потфрлено доста, и потфрлувањето за 8 месеци во годината е околу 5%. Или со проценти и бројки да кажам дека до заклучно со 8 месец средствата што владата ги има прибрано на приходната страна се во висина од 61,8%, а планирала, значи тој процент да биде повисок, односно 67,8%. Значи, во апсолутен пак износ, владата има потфрлено во прибирањето на средства во висина од 166 милиони евра. Значи, до денеска
во буџетот недостигаат околу 166 милиони евра за нормално функционирање на буџетот. И ако овој тренд продолжи и понатаму до крајот на годината, на што укажува и УЈП дека овој тренд ќе се задржи, значи парите кои што ќе фалат во приходната страна на буџетот ќе бидат околу 250 милиони денари. И овде се поставува прашањето како сега ќе функционира владата и како ќе функционира буџетот кога недостасуваат 250 милиони евра во приходната страна. Најзагрижувачки факт во неможноста на прибирање на средства или приходи во буџетот е фактот што најмногу има потфрлање во прибирање на средства под основ на даночни приходи или има потфрлање во изворните приходи на буџетот, а најмногу или особено има потфрлено во прибирањето на данокот на добивка, кој што пак е показател за тоа како работело стопанството и како работел приватниот сектор. И можам да кажам дека потврлувањето е доста големо, а тоа кажува дека фирмите не работат добро, потврлиле, не работат рентабилно, а сето тоа значи се одразува на вкупниот буџет. Секако дека вакво влијание за вакво работење на фирмите има и даночната политика која што ја спроведе оваа влада, односно измената на воведувањето на прогресивниот данок, кој што еве низ бројки и факти гледате, колеги, како влијае тој врз стопанството. Друго нешто што сакам да кажам во однос на приходната страна и влијанието на економските политики на оваа влада врз прибирањето на средствата, тоа е и како влијае сега прогресивниот данок врз индустријата. Најдобар показател за тоа е загрижувачкиот тренд и опаѓањето на најбрзо растечката индустрија во Република Македонија, а тоа е IT секторот. Значи, падот во ова индустријска гранка во првиот квартал е околу 4,6, за разлика од последниот квартал во 2018 година, а низ годините овој сектор растел и ако во 2013 бил 4,8%, 14 3,4%, 15 13,4%, 17 година 13,9%, сега имаме пак во IT индустријата за околу за голем процент, односно за процентот на реализација е само 4,6. И покрај тоа што председателката на овој IT секторот во Стопанската комора укажа на тоа какво влијание ќе има прогресивниот данок врз ова индустрија, владата не сакаше да ја послуша председателката и сега оваа индустрија, од која што многу очекувавме, има големи реперкусии заради даночната политика која што ја спроведува премиерот. Друго нешто што паѓа во очи и сакам да дискутирам во однос на буџетот и полнењето на буџетот и приходната страна на буџетот,
Тоа е ниското ниво на реализација на странските директни инвестиции. И тие нивната реализација е на ниво од само 55,63 милиони евра. Оваа бројка е најниска досега, најниска во последните 10 години. Нема да ја читам како била вредноста на странските директни инвестиции по години, меѓутоа ова бројка укажува на една голема катастрофа во однос на политиките што ги води и условите што ги прави оваа влада за привлекување на странски директни инвестиции. А ние, почитувани колеги, сите го знаеме, го видовме бенефитот од тие странски инвестиции, кој е голем во однос на вработување на наши граѓани, сограѓани во реалниот сектор, во однос на учеството на овие странски инвестиции во извозот и растот, економскиот раст на Република Македонија, каде што нивниот удел е поголем од 60% и така натаму, меѓутоа, ако Македонија во изминатиот период беше лидер во привлекување на странски инвестиции, приматот сега го има нашиот сосед, а тоа е Србија. Жално е, многу граѓани очекуваа во овој дел да работи оваа влада, бидејќи си најдоа вработување и сметам дека таквите вработувања во многу придонесоа за да прекине иселувањето на граѓаните од нашата земја. Друго нешто што сакам да зборувам во однос на буџетот и приходната страна е тоа што односот на или укажувањето на колегите и премиерот дека расте бројот на вработени во Република Македонија, односно се намалува процентот на невработени во Република Македонија и дека има економски раст или раст на бруто домашниот производ. Меѓутоа, нешто што се забележува овде и покрај тоа што има раст на бруто домашниот производ, има раст на вработувањето, има драстичен пат на продуктивноста на трудот, нешто за што укажува и меѓународните институции и Светска банка, и навистина е чудно како тоа има вработување, има раст на БДП, а има намалување на продуктивноста. Тоа значи дека, вака во разговор со моите колеги економисти, укажуваат на тоа дека вработувањата што се направени, а се направени во администрација, а не во реалниот сектор, допринесува тие вработувања да немаат додадена вредност, па од тие причини и продуктивноста се намалува. Што гледано на среден или на долг рок е многу ризично за државата, бидејќи нема додадена вредност и треба на ова владата многу да работи. Меѓутоа, ако се земе фактот дека оваа влада во минатиот буџет и ребаланс и во овој во голем дел крати средства токму од образованието, јас навистина не знам како ќе работиме во надминување на овој голем проблем во нашата држава. Друго нешто за што сакам да зборувам е нешто околу економските мерки кои што ги промовираше и ги спроведува веќе премиерот, а тоа се субвенционирање на минималната плата, и веднаш сакам да кажам дека овој проект на кој што укажуваше и Светската банка дека е доста ризичен и дека нема да го даде
очекуваниот резултат, тие укажувања на вистина се потврдија и ефектот од субвенционирањето на минималната плата е на вистина голем, ефектот е мал, а за тоа потврдуваат и бројките, односно процентот на реализација од само 10% на средствата кои што се предвидени во буџетот. Друго нешто што сакам да зборувам е за економската мерка поврат на ДДВ-то, понова мерка, нели, каде што досегашната примена од ова мерка укажува дека не дава резултати, дека има целосно потврлање, а тоа ќе го потврдам со аргументот дека мерката ја користат само околу 150.000 граѓани во Република Македонија и дека средствата што владата ги има предвидено сега со ребалансот на буџет, а тоа се околу 50 милиони, нели, тоа е на годишно ниво, искористени се за овие 6 месеци само 5 милиони денари, за 6, значи за година процентот на искористеност ќе биде околу 20% и овој пак укажува на тоа дека и оваа мерка за поврат на средствата нема резултати, дека единствената цел на оваа мерка е сузбивање на сивата економија, каде што сега граѓаните имаат улога на инспекција. Меѓутоа, сакам едно нешто да потенцирам од искуство, почитувани колеги. Јас не одам на бев во една продавница да купам сијалици и продавачот не ми даде фискална сметка со образложение дека апаратот му е расипан. Значи, мои колеги ми го имат истото кажано. Значи, добро е она што го кажуваат и укажуваат колегите овде, поготово економисти. Значи, оние кои што даваат фискални пак даваат, оние кои што не даваат фискални сметки пак не даваат. Тие кажа и многу убав податок дека бројот на купени апарати за фискални сметки не е зголемен. Што значи, сето тоа упатува на тоа дека ефектот од ова мерка не дава резултат. Дај Боже да биде реализацијата со поголем процент и дај Боже ки граѓаните на вистина да се вратат средствата во оно вистина во која што се очекува, меѓутоа сомнежот е многу голем и сметам дека владата треба повеќе да работи, институциите кои што се задолжени, а тоа е УЈАП, да се ја вршат работата, а не сега граѓаните да имаат нивната улога, односно да бидат инспектори. Исто така во разговор со колегите економисти, тие велат дека и мерката што е вака понова за субвенционирање на придонесите за поддршка на пораст на платите, дека нема да даде резултати. Единствено што со оваа мерка се превзема и е во насока исто така во сузбивањето на сивата економија е всушност оние пари што работодавачите им ги даваа на вработените во плика, сега да минуваат на трансакцијска сметка. Значи, со оваа мерка произлегува дека оние што правеле работодавачи, што не работеле согласно закон, сега државата ги наградува, ги помага. И каде е тука равноправноста со оние работодавачи кои што си работеле согласно закон? Ја нема, колеги. Друго нешто што многу важно е за граѓаните, тоа е и во буџетот, тоа е расходната страна на буџетот. Од таа страна на буџетот се гледа всушност што е она што од севкупниот буџет е наменето за граѓаните во Република Македонија. Бидејќи кратко времето, ако има реплики, на реплики ќе одговора, меѓутоа од процентот на реализираните капитални расходи, кој е само 28%, се гледа дека
А граѓаните не може да очекуваат ама баш ништо од она што го ветуваше Vielen Dank. оваа влада. Durch Pauli Paus,